Почитувани граѓани, почитувани медиуми, неспособната антиреформаторска влада на СДС започна со чистките и бруталната партизација на државата преку вработување на партиските војници на СДС. Граѓаните се уште ги чекаат ветените 30.000 денари просечна плата и 16.000 денари минимална плата, како и 500 километри нов автопат. За сега само се реализира ветувањето на Заев за виткање на кичмата и ветувањето дека ќе брка од работа, ќе јаде живи луѓе и ќе владее со партизација на државата од чистачка до директор. 1500 луѓе беа избркани од работа само затоа што немаат членски книшки на СДС, како што бара пратеникот од редовите на СДС Курто Дудуш. Поради фрустрациите и комплексите на новата владеачка гарнитура и носењето одлуки без размислување, во Фондот за здравство во моментов не постои одбор кој може да носи одлуки околу лекување на осигурениците во странство. Поради Зоран Заев и СДС, животот на болните граѓани е доведен во ризик. Започна и смената на директори на институции преку јавно декларирана фашизоидна и тоталитарна предумисла. Сменети се многу успешни директори на театри само затоа што немаат членска книшка на СДС и не размислуваат исто како Зоран Заев и Роберт Аладјозовски. Од друга страна, масовно се вработуваат неквалификуваните кадри на Сорос, кои со години одработуваат за политичките интереси на Зоран Заев и на СДС. Прочитани се и добро запаметени од страна на сите граѓани, овие профитери одработувачи, како што се Зоран Бојаровски, Бојан Маричич, Дане Талески, Маријан Забрчанец, Петрица Рачини, Никола Наумовски, Бранимир Јовановиќ, Владко Васил, Дарко Лешовски и многу други сејачи на магла кои ги гледам изминатиот период. Овие профитери се представува како некаков си невладин коректив на власта и ја лажеа целата јавност дека бранат интереси на граѓаните. Со нивното ставање на платниот список на владата на Република Македонија се покажа дека цело време ги бранеле само интересите на Зоран Заев и на СДС, зашто биле дебело платени како тогаш, така и сега. Граѓаните се во неизвестно за својата иднина и иднината на државата, гледајќи ги ваквите необјасниви потези на владата на Зоран Заев и на СДС. Едно е повеќе од јасно. За само месец и пол започна СДС да воспоставува режим во Република Македонија. Ви благодарам.